Така денеска заедно со градоначалникот сме на увид на штетите кои што се настанати од поплувањето на земјоделските површини во општина Јегуновци. Станува збор за негде околу 1000 хектари земјоделска површина која што е поплавена и практично имаат нанесено земјоделците, односно голема штета се на нивните посеви. Тоа мораме да го потенцираме дека е како резултат на неажурноста на власта, тоа е реалната состојба, затоа што еве како прво подржницата на АД водостопанство во Тетово нема директор кој што треба да биде функционален. Реката Вардар, коритото на река Вардар последниве 6-7 години не е практично пипнато да се регулира, да се очисти, да се тргне вегетацијата за да може протокот да биде нормален и нормално одводните канали на територија на Јегуновци кој што е надлежност на АД водостопанство практично не се ичистени. Таа една ситуација доведува до ваква несакана појава, односно поплувување на домовите и земјоделските површини. Она што еве и градоначалникот ме информира дека од страна на локалната самоуправа се формирани комисии кои што ќе излезат уште денес на терен и ќе прават проценка на штета. Меѓутоа, тоа е она што е оврска на општината. Она што сакам да го упетам како апел од оваа изјава е да власта врз основа на тие проценки на штети да ги обештети жителите, односно земјоделците од на територија на општина Јегуновци, затоа што сепак треба нивната екзистенција да продолжи понатака и нормално да се засукаат ракавите и овие регулација на овие корита на реката Вардар и на одводните канали да се очистат час поскоро за да не се во иднина многу скоро од сега се најдеме во една ваква несакана ситуација.